Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во неделниот микс. Ве очекуваат 2 часа навистина исполнети со теми за кои што вреди да се разговара, а љубовта е една од нив. Па, ете, денеска во овој 21 век во кој што живееме, љубовта е многу поинаква од некои минати времиња. И самите апликации за запознавање, социјалните медиуми, брзиот начин на живот и постојаната дигитална комуникација го преобликуваа начинот на кој се поврзуваме, се заљубуваме, а понекогаш и се оддалечуваме. Денес на гости ја поканивме магистер Тијана Ивановска, основачка и сопственичка на Центарот за психологија и психотерапија Себесложувалка. Таа е психолог и гешталт психотерапевт. Со неа ќе поразговараме што навистина значи љубовта денес, како се менуваат врските и релациите, што го дефинира здравото партнерство и како дигиталниот свет влие на нашите емоционални животи. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Како сте? Одлично. Тијана, многу ми е драго што имаме можност да зборуваме за љубовта денес. Па ете, од ваша перспектива, ви имате долгогодишно искуство и со клиенти, колку е различна љубовта, например, од пред 20 на 30 години? Па, навистина многу е различна. Тоа можеме да го забележиме во сите форми на партнерски релации во кои што живеат луѓето денес. Во денешницата живееме во едно релативно многу побрзо време. Време кое што е тежно е да биде многу стресогено, па под влијание на самото живење и трпи и страда и самата љубов и поврзаноста помеѓу партнерите. Знае да биде многу по одсутна, да имаме многу помалку време за оние, да кажам, споделување на блиски теми, интимни моменти со партнерите. Така што претпоставувам дека тоа е нешто кое што јас би го нарекла најголема разлика. Така. Дали луѓето се уште веруваат во долгорочни релации, врски или може сето тоа да се толкува како повремено од ваша перспектива? Па, сметам дека да, затоа што долготрајните релации се дел од нашите животи, суштествен дел од нашите животи. Они посекако се појавуваат во одредена фаза од нашето живење. Со тоа што претпоставам дека контекстот во кој што се појавуваат во денешницата е малку поразличен, затоа што живееме во ера на социјални медиуми и генерално живееме во ера во која што сите нешта ги перцепираме како лесно заменливи и менливи, па оттаму и долготрајноста на релациите може да биде различна, затоа што често пати, да кажам, младите може да имаат потешкотија со некое чувство на fear of missing out или FOMO, да кажеме страв дека пропуштаат нешто, дека можеби таму има нешто подобро, дека нешто ние на нас во моментот достижно не сме тргнале да го добиеме, додека, да кажеме, постарите, повозрастните генерации повеќе тежнееле да го задржат, да го поправат она што е веќе постоечко и присутно во моментот. Да, а ете, спомнавте како било, нели, некогаш како е сега, како всушност изгледа здравата врска и релација во овие денешни времиња? Па, сметам дека во денешницата можеби љубовта е малку повеќе трансакциска и тоа е добро, затоа што во минатото тенденцијата била да биде повеќе зависничка. И малку ќе го образложам тоа како концепт. Значи, ако да кажам, во не толку дамнешни времења, ние како жени, како женска страна сме држеле, да кажам, страна на некој социоекономски понизок статус, браковите и партнерските релации биле нужност која што на секоја жена и овозможувала некој безбеден живот и на тој начин некои релации не биле избор, туку биле нужна потреба и биле нешто кое што морало да се обави со цел да се сочува опстанокот на единките. Во денешницата тоа е навистина многу променето, затоа што веќе имаме едни модерни верзии на бракови кои што се многу порамноправни, кои што се многу поизедначени во поглед на дистрибуцијата на моќ, како што е и здраво. Двете индивидуи, двете единки се подеднакво моќни, имаат подеднакво право на збор и избор во живењето и во, да кажам, адаптирањето на секојдневието.
така што таа рамноправност е и дел од здравата релација. Да кажеме тоа чувство на слобода природна, на доверба помеѓу партнерите, одредена самореализација, успех кај индивидуите како поединци со сопствените желби и потреби, сето тоа се карактеристики на една здрава партнерска релација. Ете, спомнавте дека во минатото љубовта и како зависност на некој начин изгледала, па како можеме да ја препознаеме разликата? Во зависничките релации генерално постои чувство на страв, на паника, дека ќе се загуби партнерот, дека нема да се преживее, дека нема да го дочекаме утрешниот ден, додека во здравата партнерска релација всушност ние го бираме партнерот, ние сме со партнерот затоа што сакаме да бидеме, не затоа што се плашиме дека нема да преживееме ако го загубиме, и сметаме дека се додека тоа право на избор всушност е многу поздраво, многу по да кажам подолгорочно отколку кога остануваме со некого поради страв. И вклучително и потребата за контрола, недовербата, посесивната љубомора, сето тоа се карактеристики на една нездрава релација, несигурна релација, во која што често пати партнерите влегуваат без да бидат свесни зошто се таму, без да ја знаат сопствената позадина што ги однело во таква релација, а неретко и некои секундарни стравови, можеби загуби од минатото, кои што едноставно не израснале во луѓе што се плашиме од загуби генерално. Така, да, се потекнува на некој начин или од детството, од некои минати искуства и тоа се провлекува во некои подминати години, но сепак затоа тука и психотерапијата, нели, и вие како психолози да никако ни помогнете да се оттргнеме од одредени работи, нели. Го спомнавме и дигиталниот свет, па колку се менува тој однос помеѓу партнерите кога станува збор или овој дигитален свет, односно колку социјалните мрежи влијаат на нашите очекувања во однос на партнерите и на врските, бракот и така натаму. Тоа е интересна тема која што јас се повеќе се бавам во последно време. Јас метафорички социјалните медиуми ги нарекувам и генерално интернет просторот, го нарекувам наш персонален виртуелен дом. Затоа што проаѓаме навистина многу време на нашите профили социјални, и затоа што таму генерално стапуваме во интеракција со останатите луѓе кои што се дел од нашиот живот, и исто како што се грижиме за хигиената во нашиот дом каде што вистински живееме, така е добро да се грижиме и за хигиената во виртуелниот дом, во поглед на тоа, нели, кого примаме, што гледаме, каква содржина бираме да ни се појавува и така натака. И всушност овој виртуелен дом ние си го носиме кога влегуваме и во партнерски релации. Од пракса неретко можам да кажам дека тоа е голема причина за конфликт и честа причина за конфликт помеѓу партнерите, затоа што најчесто, нели, одиме во оние класични конфликти за со кого се пишуваат партнерите, на кого му притиснуваат допаѓање на постовите и така натака, што гледаат, каква содржина гледаат, на што се восхитуваат како личности. И повторно, нели, пошто социјалните профили нас не се со лозинки, со пасворди, па онда тоа вечно прашање дали треба или не треба партнерот да го знае пасвордот на профилите на другиот партнер. Така што кога ќе погледнеме во големината на цела оваа тема, навистина е значајно и потребно е да имаат, да кажам, партнерите некаков договор со цел да стојат на иста бранова должина кога се работи за социјалните медиуми. Јас лично како психолог сметам дека постои огромна разлика помеѓу дај ми го телефонот и причувај ми го телефонот. Значи, кога едниот партнер иницира да му биде даден телефонот за да проверува, тоа е контрола. И тоа е дефинитивно нешто што спаѓа во спектарот на нездрава реакција и кое што гради нездрава партнерска релација, затоа што сепак телефонот е нешто кое што е интимен, личен предмет, приватен. И верувам дека на ниту еден човек не му е, нели, згодно кога некој друг, било кој, па дури и родители да се, кога ќе ти го фатат, нели, телефонот, се чувствуваме како нешто наше, блиско да ни зеле.
Додека од другата страна во здрави партнерски релации каде што не постои страв, ниту има барање од едната страна за проверка, ниту има задршка од другата страна за да се даде телефонот како средство за комуникација. Така што, повторно ќе кажам, тој баланс е нешто кое што е навистина една широка тема на дискусија и сметам дека е значаен за партнерските релации. Така, значи она онлайн комуникација и користење на медиумите од една страна може да ги сближи партнерите, од друга страна може да ги раздели. Се зависи нели од самите карактери, од самите луѓе. Комуникацијата апсолутно. Да. Апликациите за запознавање исто така се нешто поново, да кажам, за разлика од порано и нудат навистина бесконечен избор. Дали тоа го олеснува или го отежнува на оѓањето љубов? Дали луѓето се послободни кога пишуваат отколку во она секојдневна комуникација лице в лице? Па сметам дека тој тип на комуникација го олеснува процесот на запознавање. Меѓутоа запознавањето е само едно многу мало делче од поимот љубов. Можеби првото, најмалото делче. Значи, за ние да стигнеме до некоја зрела љубов, конзистентна ljubов, потребно е многу повеќе од тоа. Сега, појава која што се почесто ја гледам во, да кажам, помеѓу помладата генерација и генерално помеѓу младите во Македонија, а и во светот, е интересна појава во која што социјалните мрежи се користат за едно инстантно запознавање, каде што, да кажам, се доаѓа со еден спремен наратив, и онака ќе дојам, ќе споделам све уврска со себе за 3 дена и ние сме створиле интимност и сме блиски и се сакаме и се чувствуваме многу добро во врска еден со друг. Имаме чувство дека многу се познаваме, всушност ова е еден вид на вештачки креирана близина. Затоа што вистинската близина помеѓу партнерите се ствара искуствено. Значи, јас и ти како партнери потребно е да доживееме одредени нешта во животот, за да можеме да ја стекнеме таа близина и интимност. И од тука често пати се случува колку брзо што трае процесот на запознавање, исто толку брзо и да се здосадува од партнерската релација или да се тргаме на страна или да мислиме дека па ова не е нешто што ми се допаѓа. Всушност во таа брзина и во тоа вештачко зближување партнерите комплетно го прескокнале процесот на вистинско запознавање и само виделе некоја надворешна слика што ја представиле еден на друг преку социјалните медиуми, земајќи предвид дека ние сме таму многу поохрабрени да зборуваме за себе, да представиме било каква слика за себе, да се представиме во најчесто социјално пожелно светло, додека во, да кажам, во живата комуникација имаме малку повеќе задршки, затоа што работат емоции и имаме нели очи во очи поглед и малку е подруго, самото присуство на човекот го чувствуваме. Така што и тоа е многу пострашно во наводници за можеби понови генерации и па можеби возрастни луѓе кои што имаат можеби повеќе срам, трема. Па да, може за разлика од можеби порано. Може да звучи, меѓутоа тоа е меч со две острици, затоа што повторно јас ова е нешто што секогаш го кажувам, најважно е да ние ја научиме разликата помеѓу употреба и злоупотреба. Значи, тоа се однесува на се што правиме во животот, не само на социјалните мрежи. Кога употребуваме, кога злоупотребуваме. Ако ние сета социјална интеракција ја сведеме само на социјални мрежи, тогаш страдаат социјалните вештини кај луѓето. И тоа е се поприсутно во денешницата, особено во пост-ковид пандемијата, која што и така не затвори и не изолираше по дома. И сега замислете, има цели генерации кои што, да кажеме, средно училиште го поминаа во онлайн настава, основно училиште, студентски денови поминаа во онлайн настава и тоа се генерално генерации кои што најмногу учиме социјални вештини во училиштето. Тоа ни се пријателите, таму ни се првите симпатии, првите партнери и се случува да едноставно се почеста е таа социјална анксиозност кај младите и таа неможност да се они впуштат и опуштат во еден природен контакт во живо, затоа што работат 1 милион задршки во позадина, срам, страв, како ќе бидам прифатен,
Како да се запознам со непознат, ова е тема што често ја работиме на психотерапија. Како да придам на некој што ми се допаѓа, а не го познавам. Па дури и на некој што би сакала да се дружам, нели, со него, не мора да биде од љубовен интерес. Така што овој тип на социјални вештини и комуникацијски вештини сметам дека се многу значајно нарушени поради користењето на исклучиво пишаната комуникација. А оваа комуникација доста придонесе и за осаменост кај луѓето. Па многу луѓе кои што се во врска или во брак се чувствуваат осамено. Зошто е тоа така? Па осаменоста како појава може од повеќе аспекти да се разгледува. Зборуваме како чувство, како состојба која што ја чувствуваме. Не е секогаш партнерска и тоа е нешто кое што значено да се напомене, затоа што понекогаш осаменоста доаѓа и од недобар контакт, неадекватен контакт сами со себе. Значи, кога ние не се познаваме доволно себе, кога немаме, да кажам, богат внатрешен свет, исполнет со интереси, со некои, да кажам, занимливости, со некои за нас значајни работи, тоа е плодна почва да се чувствуваме осамено и тогаш најчесто, она што го правиме е што наоѓаме партнер за да ни ги пополни внатрешните празнини. И всушност тоа е, да кажеме, првиот чекор кон креирање на зависничка релација или нездрава партнерска релација. Значи, партнерот нема за задача да ги пополнува моите лични празнини. Тоа е моја одговорност кон себе, со цел да можам да искреирам една здрава партнерска релација. Но кога имаме две здрави индивидуи кои што нашле начин да се носат со собствените празнини и потешкоти, тогаш влегуваат, да кажеме, во таа интеракција што ја зборуваме, која што е трансакцијска, каде што нема врзување, туку има поврзување, што е многу различно. Осаменоста, доколку се појави релацијски, пошто пак ќе кажам, може да биде и во релација со себе, доколку е во релација со партнерот, може да биде предизвикана од многу различни фактори. Најчесто е предизвикана од лошата комуникација меѓу партнерите, доколку партнерите немаат воспоставено некој заеднички јазик на комуникација, јазик на кој што се разбираат, но не само површно, да, така е, туку вистински да се разберат, со цел да може емпатски да почувствуваат каде стојат и како се чувствуваат еден со друг. Така што, да кажам, тоа е нешто кое што е најзастапено, лошата нефункционалната комуникација како причина број 1 за, да кажеме, некоја дисконекција помеѓу партнерите, кое што прави да едниот партнер живее во еден свет, другиот во друг свет и да немаат никаква поврзаност меѓу себе. А нешто кое што јас лично исто така често пати го зборувам и со клиентите и на други места, е дека сметам дека секоја партнерска релација заслужува да добие некој заеднички производ или продукт. И кога ќе ги погледнеме, например, здравите релации помеѓу здравите партнери, они често пати имаат или некој заеднички производ, или некој заедничко хоби, заеднички интерес кој што го прават. И токму, да кажам, таа трета страна кон која што партнерите гледаат, овозможува да се неутрализира енергијата помеѓу двете единки и наместо ние константно да гледаме еден во друг и да гледаме што ни пречи и што не ми се допаѓа кај партнерот, да гледаме во нешто трето кое што го градиме и го ко-креираме заеднички. Така што, ето тоа е, да кажам, некој против отров на осаменост. Многу убав пример кажавте и тоа многу често се случува да, ето како што спомнавте, паровите имаат нешто заедничко, дали заеднички спор, дали некои заеднички интереси и ето тоа уште повеќе да ги зближи и тоа е навистина прекрасно. И сега од друга страна, многу луѓе остануваат во врски или бракови затоа што тоа се очекува. Колку ова може да биде емоционално опасно? Па може да биде навистина многу опасно, затоа што јас велам дека изборот на партнер е една од најважните одлуки кои што ги носиме во нашиот живот. Прво затоа што партнерот е присутен во нашето секојдневие и нашата секојдневна добросостојба е директно поврзана со нашиот партнер, односно неговото или незиното присуство во нашиот живот
директно влијае на тоа како ние се чувствуваме и како растеме, како напредуваме во животот, како се реализираме, што креираме како индивидуи. Така што при неадекватен избор на партнер, како во релации во кои што сме влегле под присила или сме останале под присила, често пати се случува да личноста комплетно го изгуби својот интегритет, својата автентичност, да влезе во, да кажеме, една ментална конфузија во која што зборам со текот на годините, значи пошто се психологијата се мери во мерка единица време. Значи доколку сме ние да кажеме пола година во неадекватна партнерска релација, голема веројатност дека нема да поминеме со некои многу значајни долгорочни последици се. Зависи и од врската, може да има и насилство и така натака. Меѓутоа, колку подолго време остануваме во таа неадекватна релација, последиците стануваат се поголеми. И таа внатрешна фрустрација која што можеби на почетокот била мала и незабележлива, со текот на годините расте и прави да ние станеме една длабоко изфрустрирана и разочарана личност. Да, што може, како што спомнавте, големи последици да предизвика понатака во еднината. Вие, Тијана, имате долгогодишно искуство со клиенти во вашиот центар за психотерапија, себесложувалка, со клиенти, нели, со парови и така натаму, па кои се најчестите проблеми во врската и во браковите што ги гледате кај паровите во Македонија? Ајде да го помислам малку ова прашање, пошто јас генерално сум терапевтка која што не љуби многу да категоризира. Мојот пристап е прилично индивидуалистички, секогаш велам дека секој човек е своја планина, секоја планина е своја тежина. Така што можеме да се осврнеме околу неколку, да кажеме, почести типови на конфликти. Не можеме да го избегнеме економското прашање, како голем, да кажам, и многу чест проблем помеѓу партнерите, затоа што често пати недостатокот на финанси и, да кажеме, субоптималните услови за живот прават да партнерите целото незадоволство што го чувствуваат кон надворешната средина го проектираат внатре меѓу себе. И тоа се најчесто парови кои што во суштина имаат убава релација, имаат функционална релација, но имаат многу стресен и нефункционален живот. И од тука тоа е окупацијски фактор, значи тоа е фактор кој што доаѓа од средината на живење. И убаво е партнерите да се свесни дека може да не е поврзан со нивните личности и карактери, туку едноставно да е поврзан со бремето и товарот кој што го носат на себе како индивидуи. Комуникацијата, повторно ќе кажам, често пати е проблем, предизвик. Многу често ми се случува кога работам со парови, кога ќе седнеме да разговараме во 6 очи, што викам јас, да едноставно, кога јас ќе употребам различен тип на зборови, едниот партнер конечно да добие аха доживување. Аха, ова сакаше да ми кажеш. И всушност сето тоа се должи на, повторно ќе кажам, некој неадекватен заеднички јазик, кој што партнерите не го усвоиле соодветно, и постои едно неразбирање. И сега ние тука многу е значено да правиме разликата помеѓу слушање и толкување. Значи, кога јас активно слушам, фокусирана сум на она што ми го кажува човекот и она што е важно за личноста што се испроти мене. Кога толкувам, тогаш одам во некое лично објаснување на нештото. И тука настануваат целите, да кажам, конфликти. Пошто некој човек што нешто кажал, некој друг нешто трето протолкувал и всушност тоа толкување може да крира емоции кои што воопшто не се, да кажам, вистински. Се слушаме ли доволно? Еве, не само во релации, туку и генерално вака во секојдневната комуникација со било кого? Па, јас мислам лично дека недоволно. Сега, ние сме малку и колеричен темперамент на народ. Живи сме, темпераментни сме, брзи сме, под стрес сме хроничен.
И самото брзо живење прави да се правиме брзо, па и комуникацијата. Значи, здрава комуникација бара успорување на темпото на зборување и успорување на темпото на слушање. Значи, ако некој, да кажеме, зборува, правило број 1 е јас да молчам, додека зборува за да го чујам. Кај нас комуникацијата повеќе се сведува на слушам за да вратам. Не слушам за да разберам, туку слушам за да кажам. Така што многу честа појава е да видите како да кажеме две или повеќе личности или група на луѓе зборуваат некогаш и на иста тема, ама едното со другото нема врска, секој кажува она што сака да го каже. И нема здрава дискусија во која што има контакт и поврзување, туку има само едно вентилирање и испуштање на она што е собрано како некоја внатрешна потреба за експресија. Така што мислам дека како народ имаме уште доста лекции за комуникација за да бидеме да кажам добри соговорници сите ние. Така е, да. А како паровите можат да одржат емоционалната интимност во брз, тресен начин на живот? Па, тоа може да се направи на многу начини. Еден од нив веќе и кажав кога имаат нешто заедничко. Сметам дека заедничките интереси со партнерот се нешто што постои откако постои човештвото, само што преку дигитализацијата на да кажам на светот, ние заборавивме да правиме работи кои што не се одвиваат на пред екрани. Да кажеме, јас кога ќе се сетам во минатото, моите родители секогаш кога одевме некаде за викенд, играа јамп заедно. И им беше многу забавно тоа и верувам дека се уште им е забавно. Јас како мала не можев тоа да го разберам, меѓутоа сега прилично добро го разбирам, затоа што тоа беше за нив заедничка игра. И тоа беше момент во кој што седнуваат и само јас и ти сме и се фокусираме на играта и тука не размислуваме ништо друго. Не размислуваме на ништо друго и тоа може да биде квалитетно поминато време. Може да биде и гледање на филм или серија, меѓутоа тоа е повеќе пасивен, да кажеме, ангажман, затоа што двајцата партнери се завртени кон филмот. Не се фокусирани еден кон друг, него се фокусирани кон наративот. Да кажеме, јас со мојот партнер заеднички интерес ни е кампинг. Кампингот мене многу ме исполнува и е жива активност, значи активност која што се одвива надвор, која што се одвива во природа, која што ми овозможува да дишам чист воздух, да го оксидирам моето тело, да го активирам, да го раздвижам. Константно има некои нешта што може да се прават, да се поправат, да се измислат во шаторот. Да. Така што тоа е нешто кое што може да донесе блискост помеѓу партнерите. Меѓутоа, ова е, да кажеме, најлесниот пат, најлесното што можеме да го кажеме. Меѓутоа, дефинитивно емоционалната интимност ја креира искреноста и блискоста со партнерот. Значи, колку е партнерот присутен во нашите секојдневни битки, во нашите секојдневни емоции, како ние се чувствуваме на дневна основа, колку ние сме автентични, слободни да бидеме своји пред партнерот или ставаме некоја маска и се преправаме дека сме нешто што не сме. Но тоа не може долгорочно да опстои, нели? Така што генерално тоа би биле моите препораки. Љубовта кон себе исто така е клучна, спомнавме и пред малку во разговорот. Ете, кога сме исполнети некако со самите себе, може би полесно може да се гради релација и со останатите. Па, по мене себе љубовта е темелот и тоа е концепт што не во она себична... Не, тоа ќе го образложам сега. Значи, генерално ние, кога ја брендиравме себе сложувалка, пошто тоа не е збор што постои у литературниот јазик, е многу симпатичен израз, извинете. Фала ти. Еден од концептите што ги зборувавме за прв пат беше концептот за себе љубов. И всушност идејата беше да се направат, да кажам, и ние тоа многу често го користиме, разни кованици со себе, кои што објаснуваат некои појави што можда не можеме да ги, да кажам, искажеме на друг начин.
Всушност себе љубовта по мене е темелот на се. Таа не е егоцентричност, не е нарцистичност, не е мислење дека јас сум секогаш во право, не е мислење дека ја можам све сама и мене никој не ми треба на светов. Сето тоа припаѓа во некоја, да кажам, патолошка нарцистичност. Себе љубовта е повеќе една емоционална зрелост. Можност да човек биде сам со себе доволен и задоволен, без разлика на фазата во која што се наоѓа во животот. Затоа што секогаш во секоја фаза од нашиот живот нешто недостасува. Така што себе љубовта е повеќе концепт кој што е поврзан со една емоционална зрелост и свесност за себе, за сопствените потешкоти, за сопствените предизвици, кое што овозможува да ние направиме место, вистински да направиме место за партнерите во нашиот живот. Значи човек кој што има висок степен на себе љубов, на себе почит, тоа е човек кој што на вистински начин може да сака некого. Не од себични причини, не од скриени намери, туку од многу природни, многу, да кажам, искрени чувства. Така што така наедноставно би опишала себе љубовта. Многу баво. Каков совет би им дале на луѓето кои што бараат партнер, бараат љубов во денешниот свет? Затоа што и тоа не е едноставно. Има многу луѓе кои што не можат да бидат компатибилни или лесно да ја пронајдат љубовта. Моите клиенти ме познаваат по една реченица, а тоа е реченицата партнер не се бара, партнер доаѓа. Така што јас секогаш велам дека никој од нас не може да го знае правиот тајминг и време за љубов. Тоа е нешто кое што доаѓа кога сме спремни. А понекогаш ние мислиме дека сме спремни, а не сме спремни. И доколку се случува да имаме низа на неуспешни релации или можеби низа на токсични врски, низа на, да кажеме, врски во кои што има злоупотреба, или можеби партнери што ни изгледаат дека ни се досадни или не ни се допаѓаат доволно, најдобриот правец што е убаво да го фатиме е правецот на кај терапија. Затоа што можеби има потреба да поработиме на некои елементи во себе, нешто кое што не работи на несвесно ниво, да ние всушност привлекуваме таков тип на луѓе што се неадекватни за нас. Затоа што ние на некој начин она што го зрачиме, тоа и го привлекуваме во партнерските релации. И од тука има многу често случаи на, да кажеме, луѓе кои што имаат многу ниско мислење за себе, привлекуваат партнери кои што исто така имаат ниско мислење за нив. Или доколку јас се злоупотребувам сама себе, сум постојано жртва, давам се за другите по секоја цена без да проверам дали мене тоа ми прија, ми одговара, голема веројатност е дека ќе привлечам партнер кој што исто така ме злоупотребува и користи се што јас всушност давам без граница. Така што односот кон себе во голема мера дефинира какви партнери привлекуваме. Така, апсолутно. Иве, за крај да спомнеме и за партнерствата, посебно во браковите релации, седно за луѓето кои што имаат и деца. Како тука таа љубов и жар да се одржи од како ќе дојде нов член во семејството? Јас од ваши искуства, нели, со клиенти? Велам дека кога доаѓаат дечиња во семејството, љубовта не се дели, туку се множи. Така што љубовта станува само поголема и зема различна форма. И тоа е нешто кое што е убаво партнерите да го разбираат како концепт. Пошто со нашите партнери не се сакаме исто во секое доба од нашето живење. Љубовта се менува, се трансформира, зазема други облици и понекогаш време за себе може да биде и 15 минути кафе испиено, доколку го поминеме во присутност со партнерот. Доколку сме вистински тука, вистински се слушаме и уживаме во времето поминато заеднички. И сега нормално зависи од возраста на децата. Најчесто првите 3-4 години се најтешки затоа што дечињата се многу по-зависни од родителите, особено процесот на проодување, додека се бебиња, прозборување.
Тоа е процес во кој што се баш и телесно зависни од мама и од тато. Како растат, како креираат своји социјални кругови, тоа време за себе помеѓу партнерите почнува да се враќа. Меѓутоа, трпението е доста значајно. Така е. Офативме од се помалку кога станува збор љубовта. Неисцрпна тема секогаш, нели? Но јас се надевам дека колку толку има возможивме на гледачите да дознаат нешто повеќе за релациите, а секако се она подлабоко и подетално можат секако вас да ви се обратат во себеслажувалка. Многу ви благодарам, Тијана. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, разговаравме со магистер Тијана Ивановска, основачка и собственичка на Центарот за психологија и психотерапија, себеслажувалка. Како што видовте и вие, неисцрпна е оваа тема, како што спомнав и претходно. Во секој случај да се почитуваме, сакаме и да градиме колку што можеме подобри релации со самите себе и со околината. Бидете со нас, бидејќи во продолжение имаме и други содржини.